Музиката му претходи напишаниот збор и е тесно поврзана со уникатноста на човековата култура. Развојот на музиката помеѓу луѓето се случува наспроти позадината на природните звуци, како што се песните на птиците и звуците на другите животни. Најраните записи на музичко изразување се наоѓаат во сама Веда во Индија, а најстарите записи се наоѓаат во скриптите на хиндуистичката традиција, односно во Ведите во Индија. И кинеската традиционална музика е стара повеќе од 3000 години. Музиката била и важен дел од општествениот живот во древна Македонија, античка Грција, каде што таа се користела за прослави, забави и во религиозни церемонии. Музичкиот живот недвосмислено го достигнал својот зенит во средновековната ера, а за тоа сведочат безброј пишани и уметниски дела кои се зачувани до ден денешен. Ова година, 2017-та, ние како културно-уметничко друштво Перетошевот Прилеп славиме еден редок, еден значаен јубилеј, 30 години од нашето постоење, 30 години од основањето и 30 години би рекол самопрегодна и макотратна работа со која што работа се докажуваме, настапуваме на многу места и ја негуваме оваа прекрасна музика. Пред да кажам за нашите патувања, за нашите изvedби, јас би сакал за гледачите да споменам нешто околу тоа што всушност представува хорот. Значи, хорот представува еден масовен вокален ансамбл во кој што поголема група на пејачи исполнуваат повеќе гласни хорски композиции и тоа со или без инструментална придружба. За разлика од помалите, би рекол, ансамбли, каде што мелодиските линии ги исполнуваат солисти поединци, во хорското пеење, вокалните ноти практично ги исполнува група на пејачи едногласно, би рекол. Инаку поимот хор за прв пат се среќава за црковните групи кои што пееле и кои што често пати пееле не и за црковните потреби, меѓутоа останало ете како поим кој што се користел за тие црковни групи. Меѓутоа, подоцна поимот хор се однесува на поголема група на пејачи кои што настапуваат и во театри, и во концертни сали и така натаму. Инаку, би сакал да кажам дека обично во тие хорови има 4 гласа кои што настапуваат, кои што пеат во една 4 гласна, би рекол, хармонија. Што се однесува до музиката, воопшто и пеењето, би кажал дека има една моќ, би рекол, едно влијание кај луѓето. Односно, еве ние како пеачи, како хористи, да кажам, во нашето културно-уметничко друштво, значи музиката и пеењето не ни представуваат нам само хоби, туку ни се една обсесија и една преокупација. Би кажал и една работа дека всушност пеењето, па и музиката воопшто нам ни дава еден вид кислород и кој што кислород не тера да се движиме, да го движиме телото, меѓутоа да ја движиме и душата. Често пати се вели дека музиката и пеењето представуваат една од најубавите терапии за човекот и дека музиката и пеењето го обликуваат сушност и карактерот на човекот. Односно, дека музиката внесува една внатрешна хармонија кај луѓето. Покрај тоа, музиката и пеењето влеваат оптимизам кај луѓето, влеваат љубов, храброст, да кажам, охрабрување. Од слаби луѓе стануваат моćни, од губитници стануваат луѓето победници. Велат, ако сакаш некој народ да го проучиш како народ, побрзо ќе го проучиш доколку ја слушаш неговата музика, отколку да го научиш неговиот јазик. Инаку, што се однесува до пеењето, често пати знаеме ние музиката и пеењето да ги споредиме со математиката. Во суштина тие се исти, меѓутоа разликата е во тоа што математиката може да се види, а не може да се слушни, а пак музиката и пеењето можат да се слушат, а не можат да се видат. Денес вие ретко, или да речам не постои човек кој што не ја обожува, да кажам, не ја сака музиката и кој што нема своја омилена песна. Хорскиот живот во Прилеп започнува во 1879 година, кога младиот Атанас Вадев го формира првиот црковен хор, кој пеел 4-гласни духовни творби.
Во 1929-30 година во Прилеп се формира првиот градски меша хор, кој броел над 60 членови хористи. Традиционалното прилепско хорско пеење денеска го продолжува културно-уметничкото друштво Пере Тошев, кое гордо го носи името на македонскиот револуционер Пере Тошев, а под водство на неуморниот музиколог, музичар и педагог Славчо Мирчевски, заедно со некогашните и сегашните членови, веќе 30 години го презентираат свој богат репертоар на староградски песни и хармонизирани староградски песни, стекнувајќи се со реномето на вистински музички бенд на Прилеп. Почитувани гости, драги домајчини, со еден краток пригоден реферат сакам да ве запознавам со делото на нашиот патрон Пере Тошев. Пере Тошев, викан Левтер, е роден 1865 година во Варош, непосредно до Прилеп. Член е и раководител на Македонската револуционерна организација и еден од најблиските соработници на Ѓорче Петров и Гоце Делчев. Пере Тошев е роден во Прилеп во богато и ситуирано семејство, а татко му бил доселен во Прилеп од неба. Мајка му била од селото Ваташа и често пати Пере ги посетувал своите роднини во Ваташа во Кавадарци. Рано останал без татко и целата грижа за семејството ја превзел неговиот брат. Основно и прогимназиско образование стекнува во родниот град, а 1882 година учел во Солунската машка гимназија, која била расадник на млади револуционери. Неговиот борбен дух не мирувал. Таа година, со помош на велешанецот Спиро Костов и прилепшанецот Владимир Кусев, Пере Тошев во Асенов град формираат организациона единица на тајниот Македонски револуционерен комитет, кој има за цел ослободување на Македонија и Одринско. Меѓутоа, нивната агитација за македонското дело, бугарскиот двор ја искористил да ги спроведе своите цели, како што е обединување на княжеството Бугарија и Источна Румелија. Во бунтовите кои следуваат во септември 1885 година, Пере Тошев зел активно учество со Чета во завземање на градската пошта во Пловдив. Пере Тошев повторно се обидува да го заврши гимназиското образование, меѓутоа поради неговиот бунтовен карактер, по неколку месеци од Пловдив заминал кај своите другари во Софија, каде се обидел да најде некоја чиновничка работа. Од 1885 до 1890 година Пере Тошев имал бројни состаноци на кои се договарал за организирање на нова македонско-одринска организација. Во писмото испратено до Ѓорче Петров околу 1889 година, тој го изнесува предлогот заедно да формираат организација за ослободување на Македонија. Пере Тошев се вратил во својот роден град Прилеп 1890 година и по 2 години почнал да работи како учител. Во учебната 1892-93 година се сретнал со идеологот и стратегот на епохалното илинденско востание, со еден од најголемите македонски синови, Даме Груев, кој бил назначен за екзархиски учител во Прилеп. Носени со слични идеи, меѓу нив постои блискост, но во градот се уште немало плодна почва за револуционерни идеи, па тие не биле мојчни нешто конкретно да започнат. Во 1893 година Даме заминал во родното Смилево, а набрзо потоа во Солун, каде станува еден од водечките личности на македонската револуционерна организација. Пере Тошев бил стар револуционер кој имал оформени идеи и ставови за револуционерната борба како никој друг. По доаѓањето во Битола 1894 година, каде работи како професор во Битолската гимназија, станал член на Македонската револуционерна организација. Имал неколку средби со Даме Груев, пошто го формирал првиот окружен револуционерен комитет на организацијата и станал негов прв председател. Во 1896 година Пере Тошев со работа се преместил во гимназијата во Солун, а 2 години потоа бил назначен за училишен инспектор. Истата 1898 година станал член на Централниот комитет на тајната Македонска одринска револуционерна организација. Во периодот додека престојувал во Солун,
се оформува четништвото како институција и заживува неговата идеологија. По наредба на Централниот комитет, младите интелектуални сили, кои ги испречал Гоце Делчев, требало да се обучуваат во четата на Михаил Апостолов Попето, но и морале да ја поминат контролата на Пере Тошев пред да добијат самостојни задачи. Од него тие биле запознаени со идеологијата, со задачите, како и со односот кој треба да го воспостават со населението. Сите кон Пере Тошев имале здраво почит. Меѓутоа, по Солунската афера во 1901 година, Тошев, заедно со целиот состав на Централниот комитет, бил уапсен, осуден и заточен во Бодрум Кале во Мала Азија. Следната, 1902 година, бил амнестиран, се вратил во Солун и оттаму заминал во Битола и Прилеп, каде што живеел полуилегално. Иако Тошев не се согласил со решението за креање на недоволно подготвеното масовно востание, сепак зел активно учество во Илинденската епопеја. Действувал во Прилепскиот крај кај Мариово, а по задушувањето на восстанието со помош на Петар Рацев, Ѓорđи Пешков и Ѓорđе Петров работел на обновување на револуционерната мрежа на организацијата во Прилепско. Пере Тошев по восстанието се залагал за реформи и децентрализација во организацијата. 1904 година присуствувал на Прилепскиот конгрес, а во 1905 година учествувал на Рилскиот конгрес, на кој подел правилник за работата на тајната македонска револуционерна организација и застанал на страната на реформското крило на организацијата. По Турската револуција, Пере Тошев и Димо Хаджидимов учествува во издавањето на весникот Конституциона Зора, кој излегувал во текот на 1908-1909 година во Солун. Од 23-тиот број на тој вестник се декларира како орган на македонско-одринска организација и ги застапува позициите на серската група на внатрешната македонска револуционерна организација. Во текот на 1910-1911 година Пере Тошев бил назначен за училишен инспектор во Солун, а пред Првата Балканска војна се разборил и заминал во Софија на лекување. Подосна се враќа во Македонија. Меѓутоа, предаден и следен уште од Софија, бил пречекан од турска заседа помеѓу селата Градско и Дреново. На 4 мај 1912 година бил убиен и турците им забраниле на неговите да го погребат во Прилеп. Под нивен надзор Тошев бил погребан во дворот на црквата во селото Фариш во Тиквешко. А 1996 година неговите посмртни останки се префрлени овде во црквата Свети Благовештение во Прилеп. Неговите современици ќе забележат дека меѓу најголемите македонски дејци Пере Тошев е најмалку познат. Тој живееше во осаменост и умре незабележано. Неговиот тивок и меланхоличен лик сепак е полн со редок и скапоцен шарм. Натрешниот живот кај никој од соборците не беше така чисто фокусиран и изобилен со морално богатство како кај него. Нека му е вечна слава. Денеска културно-уметничкото друштво Пере Тошев представува културен музички символ на Прилеп, каде што љубовта, желбата и ентузијазмот кон фолклорот и негувањето, развивањето и презентирањето на сценско-уметничките дејности со посебен акцент и внимание кон фолклорната дејност се нацена неговите членови, кои од тогаш до денес активно и успешно работи на негување, развивање и презентирање на сценско-уметничките дејности со посебен акцент и внимание кон фолклорната дејност како дел на културното богатство на Република Македонија.
30 години работиме со љубов, со ентузијазам, посветени се максимално на она што го работиме. Сите овие години ги исполнуваме сите задачи и обврски кои што стоја пред нас. Се надеваме дека и во иднина ќе одговориме на сите предизвици и со иста љубов и со исто темпо ќе продолжиме да работиме и да ги разгалуваме срцата на љубителите на оваа музика. Културно-уметничкото друштво Пере Тошев оваа година слави голем јубилеј, 30 години од неговото постоење. Свеченото одбележување на 30 годишниот јубилеј започна исто онака како што секоја година ова културно-уметничко друштво ја започнува реализацијата на својата годишна музичка хорска програма со изведба на сплет на неколку композиции со македонски мелос и песна во црквата Свето Благовештение во наосот, односно во незиниот средишен дел. Што се однесува до нашево културно-уметничко друштво, еве за овие 30 години постоење, сакам да потенцирам дека ние како културно-уметничко друштво имаме огромен број на настапи, како во нашава општина Прилеп, така и ширум Македонија, и настапувајќи на одредени манифестации. Прво настапуваме со македонската химна, а потоа исполнуваме други композиции од различен карактер, зависно од причината и поводот за одбележувањето на некој настан. Инаку, во нашиот богат музички репертоар настапуваме со староградски песни, со хармонизирани староградски песни, ренесансни, изворни, црковни песни, револуционерни песни и така натаму. Во нашето 30 годишно постоење, значи ретко има фестивал на хорови и музички манифестации каде што ние не сме настапувале. Јас сега во оваа прилика ќе споменам само неколку од тие наши настапи. Пред се би споменал дека ние традиционално секоја година учествуваме на Илинденски денови во Битола и пред неколку години ја освоивме и првата награда како најуспешен хор во една прилично остра, би рекол, конкуренција. Настапуваме редовно на Охридските староградски средби. Настапуваме на денот на 2 август на иселениците кога се собираат од Подпеличерското село Трново. Настапуваме на Маријовско-Мегленските средби, на многу бројни изложби, на промоција на одредени книги и така натаму. Значи секаде каде што ќе бидеме поканети, учествуваме. Би споменал тука дека сме били исто така и на промоција на хорови во Команово, на тетовските хорски одзиви и така натаму и на многу други места. За целиот овој наш ангажман, за сиот овој наш труд и сето ова наше докажување во изминативе години, јас морам да потенцирам, да истакнам една многу важна работа, односно дека ние во 2013 година ја добивме од локалната самоуправа на општина Прилеп наградата, најпрестижната награда, трето ноемвриската награда, која што нам ни дава уште поголема желба, поголем стимул и поголем елан да продолжиме со исти интензитет и со исто темпо и во наредниот период. Кога сме кај овие наши настапи, значи сакам да потенцирам и на друга работа, дека ние не само што настапуваме овде во нашава земја, значи во општината и ширум Република Македонија, настапуваме и надвор од нашата земја. И тука би го потенцирал нашето често гостување во општина Пустец, Република Албанија, кај нашите македонци, би кажал, и тоа нашето гостување во Пустец е на 8 септември, денот на осамостојувањето на Република Македонија, каде што сме срдечно дочекувани секогаш, наидуваме на топол прием кај нашите македонци и таму пред се ја исполнуваме македонската химна, а потоа уште неколку наши хармонизирани композиции за љубителите на музиката во ова место каде што мислам каде што живеат нашите македонци. Покрај ова, учествувавме еве минатата година и во Белград на меѓународниот музички фестивал Заиграј Запеј, каде што бевме единствени представници од Република Македонија, настапивме во 2 дена на 2 различни места со по 5 композиции и каде морам да бидем искрен, публиката ја воодушевивме и бевме наградени со средечни и со громогласни аплаузи. Минатата година, есента, некаде во септември месец, настапивме и на еден меѓународен музички фестивал во Ханиоти, Република Грција, и исто така како единствени представници од Република Македонија,
каде што настапивме со неколку хармонизирани песни староградски и бевме исто така срдечно и топло примени од домаќините и од тамошната публика. Меѓутоа, тоа што остави белег, она што никогаш не се заборава на таа наша посета на местото Ханиоти, беше што ние од домаќините и од организаторите добивме една благодарница, на која благодарница стоеше Република Македонија, Republic of Macedonia, а не стоеше Фиром, кое за нас беше едно невидено изненадување и кое што ете на некој начин ни влеа желба и мотиви да и во наредниот период настапуваме во ова место доколку се разбира бидеме поканети. Покрај ова, еве сега по завршувањето на овој значајен јубилеј, кога ќе заврши агендата за одбележување на овој значајен и несекојдневен јубилеј, би рекол, планираме да заминеме при крајот на овој месец во Софија, Република Бугарија, каде што се поканети од домаќините на еден исто така врвен меѓународен музички фестивал и каде што исто така ќе настапиме со неколку наши композиции. Понатаму некаде при крајот на летото планираме да настапиме и во Врање, Република Србија, со тоа што ние би им ја возвратиле посетата на нашите колеги од културно-уметничкото друштво Севдах од Врање, кои што еве дојдоа на овој наш јубилеј и на кој што јубилеј ја воодушевија публиката со нивните прекрасни игри од поднебето на Старо Врање. Кадифените гласови во инструментална придружба на членовите на културно-уметничкото друштво Пере Тошев, прилепската публика можеа да ги слушнат и на целовечерниот концерт, каде што во чест на нивниот јубилеј изведуваа дел од нивниот репертуар на композиции кои ги растреперија срцата на публиката со македонски умелост и песна под координација на маестро Савчо Мичевски. Во чест на јубилејниот концерт, во чест на 30 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Пере Тошев, настапија и културно-уметничкото друштво Моминот од Прилеп, вокално-инструменталната група Прилепски еснат и градско културното уметничко друштво Севдах од Врање. Evo, drago nam je što smo danas u Prilep po prvi put sa gradskim kulturnim umetničkim društvom Sevdahom iz Vranja, koje živi i radi od davne 1965. godine. Isključivo negujemo tradiciju i igre Vranje, Vranjskog kraja i okoline, a imamo i igre iz centralne Srbije, odnosno Šumadije. Večeras ćemo se predstaviti sa 3 koreografije. Organizator ono što je tražio, to je Vranje. Igraćemo i seoske igre iz okoline Vranja i igre iz Bujanovca. Kada ste do sada nastupuvali? Gde smo sve nastupali? Da. Kad bi pričali gde smo sve nastupali, to bi prošlo sat vreme. Ali što se tiče Makedonije lično, nastupali smo i u Veresu, u Bitoju, u Skoplju. Evo sad smo došli i ovde kod vas, a inače nastupali smo i u Francusku, i u Poljsku, Grčku, Austriju, Turska, Italija. Tako da, što se tiče toga, kilometre u nogama imamo puno. Добродојдовте во Македонија и добродојдовте на 30 годишнината од прославата на културно-уметничкото друштво Пере Тошев оде во Прилеп во Македонија. Bolje vas naši i veliko hvala na pozivu. Nadam se da ćemo da opravdamo našim nastupom ono zašto ste nas pozvali, a i ujedno da uveličamo vaš jubilej. Dolazim iz Vranja, članica sam Gradskog kulturno-umetničkog društva Sevdah iz Vranja. Igram već 3 ili 4 godine i pre svega jako mi je drago što smo ovde. Nadamo se da ćemo ispuniti sva očekivanja koja se od nas očekuju.
jako nam je drago što smo dobili priliku da dođemo u Prilep pored velikog broja gradova koje smo posjetili u Makedoniji i prosto nadamo se da će to biti jedno lepo novo iskustvo i zabavno druženje. Dobar dan, ja sam Cvetković Darko, također sam član Gradskog kulturno-umetničkog društva Sevdah. U Sevdahu igram već 10 godina i meni je također velika čast što ste nas pozvali da uveličamo vaše slavlje, vašu 30-godišnjicu. Nadamo se da ćemo pružiti ono što ste očekivali od nas, jer svakako ćemo da damo svoj maksimum. Добродојдовте во Македонија, дојдовте во Прилеп и ви посакувам убав предстој и убави импресии да вратите назад во Србија, во Врајник, вашите родини, пријатели, врсници, другари. Nadamo se da će da bude tako. Pa vas očekujemo da dođete i vi kod nas. Почитувани мои, предлагам да погледнете дел од оваа свечена музичка програма. Продукцијата Маријево филм им го честита големиот јубилеј, 30 години од постоењето на културно-уметничко друштво Перетошево.